Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, овој пат од малку поинаква атмосфера, поинаква позадина, само што ги чув вестите рано утро дека Себастијан Фетел одлучил да го напушти Ферари, односно дека тие преговори кои беа помеѓу скудерија Ферари и Себастијан Фетел завршиле со неуспех и сега Себастијан Фетел и Ферари заедно барат алтернативи. Себастијан Фетел да најде нов тим, Ферари да најде нов возач. Искрено сега треба да си гризнам од јазикот, како што би рекле старите, бидејќи пред само неколку недели направи видео во кое цврсто бев уверен јас, а воедно ви уверував и сите вас останати кои го следите каналот Формула на македонски, дека Себастијан Фетел сепак ќе потпише нов договор со Ферари. Верував дека сето тоа е дел од една игра, од една тактика на преговори, меѓутоа изгледа некаде во текот на тие преговори пукнала тиквата помеѓу Ферари и Фетел, односно според информациите кои ги добиваме од најразличните извори поврзани со светот на Формула 1, дознаваме дека позицијата на Чарлс Леклерк во Ферари како број 1 возач веројатно било нештото кое на крај ја прелило чашата помеѓу Ферари и Себастијан Фетел, и оттука Себастијан Фетел се одлучил да бара нова прилика во Формула 1. Тој не сака да се повлече, верува дека се уште има во себе многу што да постигне и што да докаже во светот на Формула 1. Сепак тој е 4-кратен светски шампион, така да ќе видиме најинтересни и најзвучни имиња како негова замена во Ферари. Се најавуваат Карлос Саинц, кој оваа сезона, оваа година му стекува договорот со Мекларен, и Даниел Рикјардо, популарниот Дани Рик, кој исто така не се прослави со неговиот трансфер во Рено. Тој исто така потпиша договор на 2 години, така да и неговиот договор истекува оваа година, ако воопшто имаме сезона годинава. Така да следната сезона на вистина ќе биде многу интересно и на вистина сега се отвараат сите шпекулации каде ќе заврши Себастијан Фетел, дали ќе заврши можеби во Мекларен, доколку Карлос Саинц отиде во Ферари, дали ако Даниел Рикјардо отиде во Ферари, па на негово место не верувам дека би дошол Фетел. Фетел би играл на некое поголемо име како Мекларен или Мерцедес, меѓутоа во Мерцедес Валтери Ботас е одличен број 2, зад Луис Хамилтон неговиот грб одлично го чува и не верувам дека во Мерцедес би сакале да си предизвикаат уште една главоболка, да има дуел помеѓу Хамилтон и Фетел со истиот болид. Меѓутоа од друга страна, па тој е германски водач во германски тим, се е можно, никогаш не вели никогаш. Ете, јас ја научив и оваа лекција уште еднаш, иако бев сигурен дека Фетел ќе потпише нов договор со Ферари. Меѓутоа тоа што е сега најинтересниот дел ќе биде да видиме на вистина Себастијан Фетел каде ќе заврши, иако оваа информација се уште официјално не е потврдена. Се очекува во денешниот ден да излезат на пресконференција и верувам дека тоа ќе биде и официјално означено, така да на вистина ќе биде интересен овој следен период да видиме Себастијан Фетел во Мекларен. Некако ми звучи многу чудно да биде со Ландо Норис, тимски колега, меѓутоа се е можно во Формула 1, се е можно во овие чудни времиња каде што не знаеме што ќе се случи буквално утре. Спортот е пред еден голем трансфер, повторно се најавува намалување на буџет капот, односно од тие 175 милиони долари рамка буџетска се најавува намалување на 125 милиони долари, така да тимовите ќе гледаат на секој можен начин порационално да ги потрошат своите средства, иако платите на возачите не влегуваат во тој буџет. Така да останува да видиме што ќе биде. Ве молам за ваш коментар доле во видеото, каде ќе заврши Себастијан Фетел, како ја доживеавте оваа вест, буквално оваа шок ова утро дека Фетел го напушта Ферари. Дали Даниел Рикјардо ќе заземе неговото место во Ферари, дали е тоа можеби Карлос Саинц од Мекларен, дали некој трет можеби возач кој моментално не е на видикот. Ќе очекувам вашите коментари и како секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Доколку ви се допаѓа содржината, лайк, шер, сабскрајб, ако веќе го немате тоа направено, и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!